Германската компанија Костал е новата инвестиција што ќе се реализира во Македонија и ќе отвори 1000 работни места. Ќе се лоцира во Охридско-Струшкиот регион на почетокот како браунфилд инвестиција, а подоцна и со сопствен капацитет. Одлуката за инвестиција денеска ја објави компанијата на својата веб страница, а премиерот Никола Груевски ја сподели на својот Facebook профил. Она што го ветив пред јавноста на 25 март 2014 година дека ќе има инвестиција во Охридско-Струшкиот регион се официализираше финално. Германската компанија Костал објави инвестиција и 1000 нови работни места, 1000 нови вработувања за охриѓани и стружани. Вие знаете дека може да верувате на нашиот збор, дека се реалност и имаат корист за народот, вели премиерот Груевски, додавајќи дека по Гентерм и Капкон Костал е трета инвестиција во само 7 дена и објава за 2500 нови работни места за само една недела. Од 1 октомври па се до денеска преко странските директни инвестиции владата обезбеди 10.500 нови работни места ширум државата. Инвестициите кои се обезбедени во овие 3 месеци се во Охрид, Велес, Прилеп, Ранковце, Струга и Скопје. Компаниите кои донесоа одлука да инвестираат во Македонија во последните 3 месеци ќе вложат капитал од повеќе од 720 милиони евра. Римокатоличката црква и сите христијански цркви кои времето го сметаат по Грегоријанскиот календар денеска го слават Бадник во очи на Божик, раѓањето на Исус Христос. Бискупот Скопски и апостолски екзарх во Македонија Киро Стојанов упати Божик на честитка по повод празникот Божик, што утре го слават граѓаните на Македонија со католичка вероисповед. Во ова време на релативизам, кога се чини дека сите вредности се наоѓаат во некаква магла, па дури и самиот наш живот е завиткан во магла, понекогаш и темнина, јасно се слуша молбата на нашите современици, молбата за спасение, се наведува во честитката на бискупот Стојанов. Честитки до сите христијански верници кои го прославуваат Божик според Грегоријанскиот календар упатија председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, премиерот Никола Груевски, собранискиот спикер Трајко Велјановски, Комисијата за односи со верски заедници и други институции и личности од државно-политичкиот врв во земјата. 12 ловишта во 5 ловни региони во Македонија ќе бидат дадени под концесија. Огласот веќе е распишан од Министерството за земјоделство и ќе трае до 20 јануари. 3 од ловиштата се со ситен дивеч и за нив концесијата ќе биде 10 години, а 9 се ловишта со крупен дивеч и тие ќе бидат дадени под концесија на 20 години. По едно ловиште е во регионот на Македонски Брод, Прилеп и Струга, 4 се во Кочани и 5 во Делчево. Во Македонија во моментот од постоечките 250 ловишта под концесија се стопанисуваат 210. Рударскиот сектор во Македонија успешно ќе заврши годинава. Проценките се дека идната година ќе биде тешка, но активностите ќе продолжат со исто темпо, посочуваат од Македонската асоциација за рударство. Оттаму велат дека се исполнети сите предуслови за отворање ново претпријатие кое ќе преработува метали. Компаниите очекуваат поенергични мерки од надлежните против дивата експлоатација на минералните суровини, кои нагласија создава нелојална конкуренција и продуцира значителни количини неконтролиран лош квалитет на градежни материјали. Од април до година ќе се воспостави директна авионска линија Скопје-Женева, со која ќе оперира авиокомпанијата Swiss Airlines. Авионските билети ќе можат да се резервираат од средината на јануари. Ова е трета дестинација во Швајцарија со која Скопје, односно Скопскиот аеродром, има директна воздушна врска. Директни линии веќе се воспоставени со Базел и Цирих. Турција и незината влада се подложени на моќна кампања за дискредитирање која почна точно по операцијата на 14 декември, изјави турскиот премиер Ахмет Давутоглу. Турскиот весник Хуриет Daily News ја пренесува изјавата што Давутоглу ја дал вчера пред новинарите кои го придржувале во посета на Македонија. На Косово му се закануваат социјални немири во текот на следната година, доколку дојде до враќање на косовските емигранти кои масовно заминуваа во Европската Унија заради подобар живот, пишува приштинскиот весник Трибунал. Економските и политичките аналитичари оценуваат дека новата косовска влада може да се соочи со граѓанско незадоволство за време на престојните години. Според нив, институциите на Косово не се подготвени да се соочат со реакцијата на граѓаните.